Црнчат излага од печката за согорување на медицински отпад во депонијата Дрисла. Ова видео се појави на социјалните мрежи, од Дрисла тврдат дека оттогаш од саботата печката не е вклучена. Причината е дефект во филтерот кој беше инсталиран лани во април. Сепак не се знае колку време работела печката додека го испуштала црниот чад. Неофицијално во медицинскиот отпад имало и плинска боца, а при согорувањето боцата експлодирала. Во Дрисла контрола направиле државните инспектори за животна средина. Депонијата има рок од 15 дена да го поправи дефектот на филтерот. Овој медицински отпад зад мене чека да се согори во печката која што е наменета токму за горење, односно палење на медицинскиот отпад тука во Дрисла. Ова е печката која е стара десетина години и е донација од британската влада. А во овие моменти филтерот не работи и затоа тука не се палат медицинските отпади овие денови, односно од саботата печката не функционира. Долго најавуваната печка која требаше да биде најсовремена за согорување на медицински отпад ја нема. Требаше да биде сместена во оваа се уште недоградена просторија. Филтерот во дефект беше инсталиран привремено, додека не стартува со функција новата печка. Од година во година податоците на Дрисла покажуваат зголемен број на согорен медицински отпад. Ако во 2000-тата изгореле 115 тони, Дрисла во 2017 година согореле 891 тон медицински отпад, што е повеќе за речиси 8 пати. Покрај прашањето дали согорувањето на медицинскиот отпад е дел од причините за загадениот воздух, бидејќи долго време немаше филтер, депонијата Дрисла ја следеа контроверзија со италијанската компанија ФЛЦ Амбиенте, која беше избрана да го менаџира скопскиот отпад. Додека Гоце Трајановски беше градоначалник на Скопје, италијанската фирма два пати го добиваше тендерот, а тужбите на германската фирма Шолц паднаа пред судовите. Поради судските постапки, Дрисла не доби поместување од италијанската фирма ФЛЦ Амбиенте.